Но за ќе искршите данок да не платите, му напиша Мија Костова шеговито во коментар на синот на Тони Михајловски, откако тој скрши нога и се обрати на тема данок за инфлуенсери до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Александар Михајловски објави видео како ужива на скијање, а само малку подоцна му се случила незгода и ја скршил ногата. Во вториот дел од видеото тој е во болница и се движи со штаки, но и покрај непријатната ситуација актерот ја задржува својата препознатлива смисла за хумор, па во описот на видеото се пошегува на тема данокот за инфлуенсери. Инаку тој е познат и по хумористичните видеа кои ги снима за Инстаграм, а често се во рекламна насока за одредени брендови или бизнеси. Правните застапници на британскиот принц Хари и 6 други јавни личности го обвинија Associated Newspaper, издавач на Daily Mail и Mail on Sunday за јасно, систематско и долгорочно незаконско собирање информации со цел објавување статии за нив. Во тужбата војводата од Сасекс изјавува дека бил подложен на застрашувачко нарушување на приватноста, кое што според него извршило голем притисок врз неговите лични односи и имало ефект на изолација и параноја, пишува Guardian. Според принцот Хари, меѓу тужителите се и Дорен Лоренс, мајка на Стивен Лоренс, кој беше убиен во расистички напад пред повеќе од 30 години, музичарот Елтон Џон и неговиот сопруг Дейвид Фурниш, глумиците Елизабет Харли и Сейди Фрост и поранешниот пратеник од Либералната демократска партија Сајмон Хјус. Во судските документи, правниот тим на тужителите тврди дека нелегалните действија вклучувале ангажирање приватни истражители за незаконско пресретнување гласовни пораки и преслушкување фиксни телефони, како и набавување доверливи податоци, што се и телефонски сметки, медицински картони преку измама. Принцот Хари присуствуваше на почетокот на судењето во Високиот суд во Лондон против издавачката куќа. Ова е неговата најнова тужба против издавач на весник за наводно користење нелегални методи во неговата новинарска работа. Тања Кочовска е родена на 21 јануари 1967 година во Скопје. Дипломира на Универзитетот Свети Кирил и Методи, на Факултетот за драмски уметности во Скопје, на одсекот за актерска игра во класата на професор Љубиша Ѓорѓиевски во 89 година. Во 1991 година работи во Драмски театар во Скопје, а во 1993 година преминува во Театар за деца и младенци во Скопје, а потоа во 2017 година преминува во Македонски народен театар Скопје. Ќерка е на поранешните членови на групата Магнифико, Панче и Невена Кочовски, нејзина сестра е пејачката Лидија Кочовска. Новиот македонски долгометражен игран филм 17 во режија на Косара Метич и во продукција на Томи Салковски е селектиран во програмата Перспективи на годинашниот Берлински филмски фестивал, кој годинава го одржува своето 76-то издание. Како што информира Црна мачка продукција, филмот 17 ќе биде оценуван од 3-члено интернационална жири, кој ќе одлучи кој од вкупно 14 долгометражни дебютантски филмови ќе освои наградата за најдобар филм во рамки на оваа програма. Приказната го следи животот на 17-годишната Сара, која поаѓа на училишна екскурзија, криејќи тајна за која никој не знае. Кога патувањето ќе излезе од контрола, а Сара ќе стане сведок на насилство врз нејзината соученичка Лина, меѓу двете девојки се создава врска што за секогаш ќе ги обележи нивните животи.